Дедо Минда, Кажи, Линче! ќе ги представиш нашите учителки? Како не? Добре дојдовте, наши драги учителки! Учителке Анета и учителке Елена! Добро ве најдовме. Здраво, учителки. Здраво. Што ќе учиме денеска? Денеска може само една секунда за Може внимание, да? секако, да. Прво да се представиме, ние сме учителка, јас сум учителка Анета и учителка Елена, двете доаѓаме од градинката Весели цветови. Денеска, пред да ви кажеме зашто ќе учиме, може ли Лина да ми помогнеш за една песничка да испееме за деновите? Бидејќи секое утро нас во нашата градинка ни започнува со игра и песна. Многу е лесна, јас мислам дека ја знаеш и ти. Ајде. Почнуваме? Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела и пак од почеток. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела и пак од почеток. Учителка стоп. Елена, требаше да ме Денес кој прекинеш ден сме? порано. Денеска сме Петок! Петок. Токму Денес е така. петок. Денес е петок, а во петок ќе разговараме малку повеќе за воздухот како животна средина. Одлично. Знаеме дека воздухот се наоѓа на секаде околу нас. Го има и тука во студиото. Го има во водата, на земјата. Воздухот, односно планетата Земја, не би била жива ако нема воздух. Без воздух не може да живееме ниту ние луѓето, ниту животните, ниту птиците. Без воздух едноставно не можеме ние неколку секунди само можеме кратко да издржиме. Воздухот е насекаде околу нас, рековме, меѓутоа ние не можеме да го видиме, ниту може да го допреме. Можеме само да го почувствуваме. Воздухот нема боја, нема вкус, а што Нема мислите? мирис. Нема мирис, мислите? Има мирис? Воздухот, Лина, нема мирис, меѓутоа носи различни мириси. Како? Тие мириси можеме да ги почувствуваме со нашето сетило за мирис, а тоа е носот. Како можеме да ги почувствуваме и како воздухот ги носи тие различни мириси? Епа, например, од сабајле, кога мама и тато се спремаат за на работа и кога ќе го стават нивниот омилен парфем, така, ние тоа го чувствуваме и го мирисаме. Воздухот ги носи тие мириси кон нашето носе. Така. Или пак, например, за викенд кога сме дома, сега сме викенд и цела недела дома, мора да седиме дома, кога готват нешто мама, тато или баба, ете така, или дедо Менде, кога готват нешто, ние веднаш со нашето носе чувствуваме дека ќе го имаме нашето милено јадење за ручек. Станичке, ако може само книгава што ја држите да ја отворите затоа што ви смета на микрофонот додека зборувате. така. Извинете. Ти благодарам. Затоа воздухот нема мирис, меѓутоа носи различни мириси до нашето носе. Така А од е! што се состои воздухот? Дали знаете? Јас мислам Лина дека знае. Па, како Или- кои хемиски елементи? Да, или Елена да ни јас ќе помогне. кажам, Ајде, Елена, воздухот е помогай. газовита материја, така, и претежно се состои од азот, од кислород и останати материи, како што се јаглерод диоксид, водород, хелиум, водена пареа и слично. А кога е загаден воздухот? Во воздухот има и прашинки многу и честички. Кога е Точно загаден така. има многу други работи. Меѓутоа, ние треба да се грижиме за шумите, за дрвјата, бидејќи тие ни даваат најмногу чист воздух, да не ги загадуваме, да не ги палиме, да не ги сечеме шумите, за да може да имаме што почист воздух за дишење. Бидејќи без чист воздух ние не би можеле да живееме. Така. Така, сакате да направиме една мала вежбичка интересна? Да, сега сме расположени за вежбички. Само да држиме растојание. Не таква вежба Може да да доменде. поделиме балон. Таа пака. Да. Можеме само момент. Добре! Ова се правила во нашата ТВ училница, се што ќе се допре да биде И да го дезинфицирано. надуваме да видиме што ќе имаме во балончето. Ајде да дуваме! Готово. Да ги да го Може. некако Може. врземе, Да, врзиме. може. Добре. Што мислите, Лина, дедо Менде, што имаме во балонов? Воздух. Точно. Точно.
во балонов имаме воздух исто како што имаме воздух насекаде околу нас. Така. Така? Кога ќе го дупнеме, воздухот излегува Надвор. И ќе надвор. повторно ќе Одлично. биде насекаде околу нас. Така. Може ли сега? Колка балон направи. Може ли сега да направиме една многу интересна и креативна активност заедно? Може прво да дишеме на стомак? Ајде. Ајде прво вежбата за дишење Една на... вежба за правилно дишење на стомак. Дишење на стомак. Не мора да седнуваме, може и од стоење. Може рачињата ќе ги ставиме на стомачето. Дух. Кога ќе вдишеме, треба да ни одат напред. Издиши. Назад. Напред. И назад. Со ова правилно дишење, многу повеќе кислород внесуваме во нашето мозоче и нашето мозоче може да работи многу подобро. И затоа што сега имаме многу кислород во нашиот мозок, ќе направиме една многу интересна активност, односно вртелешка. Може вртелешка да направиме заедно, имаме тука спремно се. Добро, И ќе можеме. пробаме. Првата вртелешка може... Така, и ќе пробаме да ја дуваме кога ќе завршиме со активноста, правилно како што дишевме сега. Може? За вртелешка потребно ни е еден лист во форма на квадратче. Тој лист понатаму го диагонално го превиткуваме на две и правиме два триаголника. Потоа повторно диагонално го превиткуваме, правиме Ќе дадеме ножици. да. Може. Тоа е готово исечено, Повели. само за да биде полесно. Благодарам. Го сечеме со Овој е ножичките еднош. да држиме расстојание Тапче. само. Повеле Лина. Го сечеме до одредена, И сега? еве вака сечеме. Го сечеме вака до центарот. Така, од не, квадрат. не, до Ни до цело. крај, до Е, така, одредено, супер, одлично. одредена точка. Еве го Линче. Аха, така. Само Од сите страни не Да, од сите страни до одредена. Ти оставиш сантиметар Е, два така. плюс. Малку Потоа пришо. правиме агли. Так. Ги виткаме аглите, Така, и другото. Видички, се лепи. можете ова дома да си го правите. Да, може да се залепи, а може и вака со една боцка. Со боцка е најубаво. Со еден Може на притискач шпатули. можеме да на една шпатула да Можеме на цевки. Може буцка да ми дадете? одма. Малку тешко се работи со ракавици. Ајде Линче. Дали? Еве ти е Еве, боцката. само момент да... Еве, буцката. Не можам ја снимам, мерај. Море, јас ова... Ова е за млади. Па дедо Минда, ова е за деца. Му дадеме на дедо да дува Јас тогаш. знам сарми да виткам, знам пита да правам, знам многу други работи да правам. Еве ќе правам вакви. Чекам хубаво. Еве, Одлично. И тоа се става на шпатула или на цевка и добиваме, Лина повели, добиваме ветерница. тирница. Со помош на воздухот може да направиме ветер и за да може да се движи нашата Ветерница. повели Елена. Мојата нешто слабо се движи. И мојата. Ама од стомакот да се зема воздух. Така, правилно треба да се земе воздух од стомакот. И гледајте како. Ова Овие секој дома го правилно има и прави. може дома да ги направи со своите... Да пробам. Чекајте. Аха. Дај да ти покажете до мене. Ајде! Браво. Ете. Одлично, Ова браво! може секој дома да го направи со своите родители. Родители, така е. Кога дува ветер може да се излезе надвор и самиот ветер ќе го движи Ќе ова. го движи, Точно ќе ја така. движи ветерницата. А сега да видиме на кои инсекти во пролет воздухот им е животна средина. Овде ќе имаме еден постер направено. Јас ќе ги набројам инсектите
скакулец, бубамара, пеперутка, пчелка, штурец, мравки, пајачето, бумбарот, мувата, комарецот и болвата. Имаме инсекти за кои што велиме дека се многу здодевни. Ни брмчат, ни зујат на ушите. Меѓутоа, денеска нема да разговараме за нив, ќе разговараме за еден многу вреден, работлив инсект, а тоа е пчелката. Така. Пчелите живеат во семејства, во многобројни семејства. И тие се многу вредни работнички. Живеат во своите кошнички или во сандаци, доколку ги чуваме ние луѓето. А пчелите удат од цвет на цвет, собираат полен, така, и од тој полен прават вкусен, сладок и хранлив мед. Одлично. Тука имаме една приказна по серија на слики. Ќе може ли, Лина, да ми помогнеш да ги замените местата со Елена? Ние често пати во нашата градинка ги употребуваме за да може да го развиваат и децата говорот и да бидат што покреативни. Така. Овдека малата пчеличка излегла од својата куќичка со својата кошничка. Понатаму како би ја продолжила приказната? И пчеличката отишла на полјанката, односно на ливадата, каде што имало многу цвеќиња. Така. И почнала да оди од цвет на цвет да собира полен. И собирала полен во својата кошничка. Така. И потоа се вратила во своето живеалиште. Така. Во живеалиште и поленот го остава таму и потоа доаѓа чичкото кој што го прави медот и го собира медот и го спакува во тегли за сите ние деца да го јадеме и да бидеме да здрави. бидат многу здрави, точно така. Одлично. А сега, повели? Лина, Да, јас и ти може заедно? може. Ајде. Ние Јас ти секое повелете ли? утро исто во градинка учиме весела математика. Дојдете на станички Да. ви од оваа страна. Велете. Благодарам. Учиме весела Лина знае математика. математика многу добро. Ајде до мен да ти дали знаеш математика да ни помогнеш? Знам јас! Знам и шах. Јас Само ако сум може. експерт за шах. Одлично. Ајде јас и Лина, тогаш. Ова е кукичката на пчелите. Пчелите, добро. Така, тука имаме бројчиња. Кој број ова? 3, 3 1, 5, 2 и 4. И сега јас и Лина заедно ќе залепиме колку бројчиња, кој е ова бројче, толку пчелички ќе ставиме на кукичката. Дали може? Може. Тука ги имаме сите. Слободно зимај си. Ева во првата кукичка Ќе ставиме ќе ставиме 3 пчелички. пчелички, одлично. Да не падне. Ќе се залепат. Тука треба да ставам една Една. пчеличка. Лина и Елена ги лепат пчелките. Јас само да ви кажам нешто на нашите дечиња за домашна задача. Секој да си нацрта по една бубамара, бубамара со едно кругче, бубамара со 2 кругчиња, бубамара со 3 кругчиња, бубамара со 4 кругчиња и бубамара со 5 кругчиња. Тоа е за домашна задача, заедно да ги направат со своите родители. Одлично и потоа може да се ги бојат со Точно Така. така, да. Исто, Интересно. 4, 5 Така да и сме, имаме. треба помош. Ева, завршивме. Уште една. Па, извинете ме. може да си направат и од инсекти игра за меморија, па да ги погодуваат. 4. Бубамара, пчелка, пеперутка. Готови сме. Одлично. Ајде, учителка Ане, да видиме дали направивме. Ајде проверите на Ајде учителка да Ана. провериме. Точно. 3, 1, 5, 2, 4. Точно. Одлично, Линче. Ви благодариме. Мислам Линче дека знае математика. знам математиката Доминда. Правиме кратка пауза и се враќаме со вториот час. Ајде, Добро паузичка идење. мала.